Добро вечер. Недела 20 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефтов, а вие сте на вистинското место, почитувани гледачи. Зошто? Бидејќи во наредните 30 до 40 минути и вие и јас имаме право да ја дознаеме или да ја слушнеме вистината. Планирав последната емисија да биде на 14 јули, меѓутоа беше финалето на Европското првенство во фудбал и некако не ми се завршуваше ова календарска 2023-2024 година со емисија која ќе биде поклопена со финалето на Европското првенство во фудбал. Затоа одлучив вечерва 21 јули да биде последната емисија за ова календарска 2023-2024 година. Една турбулентна, не само телевизиска сезона, туку една година во која се случија мноштво на настани кои бетонира одредени процеси или кои поставија темели за случајот одредени процеси во наредниот период. Ке направиме некаде околу 2 месеци пауза, ке продолжиме средината на септември, 15 септември ако договориме интервју со Бранко Црвенковски, ако не договориме интервју со Бранко Црвенковски, некаде 15 или 22 септември. Така што во тие 2 месеци пауза, ако има нешто спектакуларно или ако нешто се случи што може да има битно влијание не само на политички, туку безбедностни процеси во Република Македонија, ние ќе улетаме со нека вонредна политичка анализа, вонредно интервју или вонредна емисија, меѓутоа сите кои се мембари или кои користат опцијата мембаршип на YouTube каналот Васко Ефтов и во овие 2 месеци, додека паузираме со редовна емисија секој недела во 22 часот, ќе има редовна вонредна политичка анализа секој вторник во 22 часот и 30 минути. Иако ние имаме закачено клипче како да станете мембари, многу од вас постојано ми го поставува прашањето како може да се зачленат или да станат членови, односно да станат мембари. Може да станете сабскрајбери, може да станете мембари. Ако станете сабскрајбери, ќе си гледате сите овие редовни емисии во Центар, но за да може да ги гледате вонредните политички анализи, треба да станете мембари. Како може најлесно да станете мембари? Прво треба да имате акаунт или да имате налог или да имате некоја сметка, односно тоа што го имате како профил на Facebook, да имате некој сличен профил на YouTube, тоа го правите преку Gmail. Кога ќе направите таков акаунт, да може да пишувате или да може да се логирате на YouTube, тогаш треба да одите под било која регуларно или редовна емисија во Центар. Еве како изгледа YouTube каналот во Центар. Одите на Васко Ефтов, стиснувате на видео, на емисијата која ви се појавува, например последната емисија Црната кутија на СДСМ, кликнувате на таа емисија и веднаш под емисијата пишува коментари. Кликнувате на коментари и имате мој коментар. Ова плавото што е тука, го кликнувате на мојот коментар и ви се отвора вака тоа изгледа. Можете да продолжите на Google Chrome, можете да продолжите на Chrome или можете да продолжите на Safari. Јас тоа го правам на Safari, кликнувате на Safari и ви се отвора можноста да пристапите или да станете мембер на YouTube каналот Васко Ефтов. Треба тука на Join или на придружите да кликнете, подосна тамо ви барат ваша тековна сметка или кредитна картичка, пишувате своји генерали и станувате мембер. Кога ќе станете мембер, 30 дена за 150 денари сте мембер на YouTube каналот Васко Ефтов. Меѓутоа тогаш можете да погледнете сите политички анализи изминатите 2 години, што значи една станувате мембери, можете да погледнете сите политички анализи. После 30 дена треба да го обновите членството или мембершипот на YouTube каналот Васко Ефтов. Тоа се тие генерали, а ако не можете да пристапите на овој начин, тогаш ќе ме побарате на мојот Facebook профил, тоа е Васко Ефтов во Центар, ова фотографија, ќе ми испратите порака, јас на таа порака ќе ви вратам, ќе ви испратам линк и ќе ви објаснам како може да станете мембер на YouTube каналот Васко Ефтов. Ова е за почеток, значи ние ќе правиме пауза до 15 септември или 22 септември, меѓутоа за да ги гледате сите воднредни политички анализи, може да станете мембари 150 денари месечно и ќе се дружиме во текот на летото помеѓу 21 јули и 15 или 22 септември. Има 5 настани кои според мене беа клучни во овие 365 дена, односно ова календарска 2023-2024 година. Под број 1 тоа на грозоморно убиство Љупчо Палевски Палчо, под број 2 се американските црни листи, под број 3 неуспешното враќање на Никола Груевски во Република Македонија, под број 4 тешкиот пораз на СДСМ, заминување на СДСМ во опозиција и под број 5 обидот за атентат на Доналд Трамп кој се случува минатата недела. Ајде да почнеме од последното. Обид за атентат или обид за убиство на Доналд Трамп. Како што кажа вонредната политичка анализа, не постојат неуспешни атентати.
Во оној момент кога ќе се случи атентатот, тој е веќе успешен. Дали е елиминирана целта, дали не е елиминирана целта, остварени се одредени придобивки, без разлика кои се мотивите, кои се нарачителите, кои се извршители на тој атентат. Иако ниту еден атентат ја нема сменето историјата. Може само да ја забави или да ја пролонгира. Ниту атентатот на Гај Јулиј Цезар, ниту атентатот на Џон Кенеди, ниту атентатот на Абрахам Линколн, ниту атентатот врз Доналд Трамп нема да ја смени историјата, како што не ја смени историјата ниту атентатот во Сарајево на престолонаследникот Фердинанд. Австро-Унгарија и така беше зрела за пропаѓање. Првата светска војна ќе се случеше и без тој атентат, бидејќи картите беа така поставени, така што некои процеси може да се забават, некои процеси може да се забрзат, меѓутоа ниту еден атентат не може драстично да ја смени историјата. Може само да ја лакира, може само да ја видоизмени или може да ја стави во некаков поинаков или подруг временски контекст. Зошто се случи овој атентат, имате вонредната политичка анализа, тоа е во вторник 22 часот и 30 минути. Меѓутоа тоа што боди очи, дека ниту Доналд Трамп, ниту Џо Бајден нешто посебно не се исфорсируваат да коментираат тој настан. Атентатот кој се случи во Пенсилванија. Ајде Џо Бајден, заразен со ковид и нема некој преголем интерес да се бави или да го коментира тој атентат. Иако со тој атентат беше искршена како кул од карти целата негова стратегија со која требаше да се спротивстави на Доналд Трамп на изборите во ноември оваа година со Соединетите американски држави. Бидејќи неговата стратегија беше дека треба да ги исплаши американците со нови 4 години на Доналд Трамп. Што ќе се случува, каков хаос, што ќе прави и така натаму, дека тоа ќе биде реприза на тој мандат 2017-2021 година, кога Соединетите американски држави тумбе се свртија, без малку Америка, некој ако беше отсутен 5 или 10 години, ако се вратеше назад, не можеше да ја препознае Америка под мандат на Барак Обама и Америка под мандат на Доналд Трамп. Меѓутоа со атентатот, целата стратегија на Џо Бајден се искрши како кул од карти. Веќе не може да ги плаши американците, бидејќи во оној момент кога ќе почне да ги плаши американците со Доналд Трамп, ќе следува контра Доналд Трамп, дека тоа може била причината за во наводници нарачањето атентат кој врз него се случи во Пенсилванија. Меѓутоа нема премногу реакции ниту од самиот Доналд Трамп. На конвенцијата на републиканците рече дека ќе коментира атентатот тогаш и никогаш повеќе. Зошто? Бидејќи Доналд Трамп очигледно ја оствари својата стратегија. Во наводници оствари својата стратегија. Бидејќи главната придобивка на тој атентат е да ги натера републиканците. Републиканците кои не би гласале за Џо Бајден, бидејќи не сака да гласат за демократи, меѓутоа не го гледаат Доналд Трамп како представник на таа идеологија републиканска. Поради тоа тие има одлучено на претходните избори да остана дома и да не излезат на гласање. Сега со атентатот Доналд Трамп предпоставува дека тие колебливи или неодлучни гласачи на републиканската партија ќе може да ги натера да излезат на гласачките места, ако не во цела Америка, тогаш во овие 5 свинг држави каде што се одлучува победникот на изборите. Затоа ниту Џо Бајден, ниту Доналд Трамп нешто премногу не го коментират атентатот. Знаете, во политиката вие политичарите може да ги третирате како политичари кои мислат до следните избори и како државници или визионери кои мислат за следната генерација. Во Америка сега на власт или се бора за власт се Доналд Трамп и Џо Бајден, луѓе кои се на граница на 80 години. Тие не размислуваат за наредни 50 години. Тие размислуваат за утре. Тие не размислуваат за идните генерации, тие размислуваат за себе и за своите семејства. Како да ги обезбедат своите семејства, не само финансиски, туку да ги ослободат од одредени судски процеси своите семејства и самите себе си. Знаете, луѓе кога ќе дојдат на одредена возраст, помалку стануваат себични. Овие луѓе кои сега се борат за председателската функција во Соединетите американски држави, се помалку себични, се помалку алчни, се помалку тврдоглави. И знаете, мене ми се чини дека помалку се товар на американците и дека американците биле најстрекни кога ниту Доналд Трамп, ниту Џо Бајден повеќе не би се бореле ниту за председателската трка за Белата куќа, ниту би имале шанси да бидат во нивните 4 години главни играчи во Белата куќа. Зрела е за ремонт Америка и мене ми се чини дека почетниот чекор на тој ремонт ќе биде ниту Бајден, ниту Доналд Трамп. Таа дилема која имавме ние како македонци, како велевме, да падни СДСМ, но никош да не се врати ВМРО ДПМН.
или обратно да падне во МРДПМН, никош да не се врати СДСМ и 32 години ние се препелкаме во таа дилема и никако не можеме да решиме. Се ми се чини дека американците се наоѓаат во на таква дилема. Еден атентат не може ништо да смени. Може многу да придонесе, може да наметне некои политички разврски, меѓутоа во основа не мора ништо да смени. Бидејќи имаме такви искуства и во Америка и надвор од Америка. Последното такво искуство е обидот за убиство на Роберт Фицо, премиерот на Словачка. 3 недели после обидот за атентат на Роберт Фицо се европските избори во Словачка, кога неговата партија ги губи европските избори или изборите за Европскиот парламент. Или до 1912 година Теодор Рузвелт, кој претходно 8 години беше председател на Америка, ги губи изборите и сака да биде реизбран 2013-2017 година и има обид за атентат врз него во Милвоки. Тој преживува, не само што преживува, туку и оној говор кога е пукан во Милвоки го продолжува и трае некаде до 85 минути. Меѓутоа ги губи изборите од Вудро Вилсон. Што ќе рече дека еден атентат не може да го донесе Доналд Трамп на чело на Соединетите американски држави. Меѓутоа тоа што е клучно дека во Америка 40 години траеше некој преќутен мир. Американското општество е всушност едно милитантно воинствено општество, како што е секое општество на суперсила во светот. Во оној момент кога Америка нема да биде суперсила, тогаш тоа милитантно поделено општество, конфликтно општество, веројатно ќе се распука помеѓу себе и тогаш можеме да очекуваме Америка да се подели на 2, на 3, на 4 дела. Меѓутоа се додека Америка е суперсила, а тоа е лепако да ги дели сите тие исконфронтирани, форсирани конфликти помеѓу доминантните структури во Соединетите американски држави, истокот, западот, средниот исток, конфликтот војно-индустријски комплекс, фармацевтски комплекс, Кока-кола, Пепси-кола и така натаму. Значи се додека Соединетите американски држави се доминантна водечка суперсила во светот, тогаш тие конфликти може да ги држи под контрола. Во оној момент кога тие нема да бидат суперсила, тогаш надвор од контрола ќе изгледат тие конфликти, тогаш можеме да претпоставиме дека Америка ќе се подели на 2, 3, 4 дела, односно нема да биде таа Америка каква што сега познаваме. Меѓутоа помеѓу 1981 година и 2021 година 40 години мир во Америка помеѓу атентатот на Роналд Реган и упадот во Капитол во времето на Доналд Трамп немаше конфликти во Америка. Претходно Соединетите американски држави како едно воинствено општество, атентат на Џон Кенеди, па Малком Икс, па Мартин Лутер Кинг, па Боби Кенеди, гледате ни што се поменува, па Джералд Форд, па Роналд Реган. Значи во некои 25-30 години драматични конфликти, драматично ферментирање внатре во Соединетите американски држави. Знаете, едно општество каде што на средниот исток, па дури и во Калифорнија, што се вели на тие предградија на Калифорнија, ви имате повеќе продавници на оружје отколку што имате книжари или библиотеки, тогаш такво општество конфликтите не ги решава со книга, туку ги решава со оружје. Така што после 40 години мир помеѓу атентатот на Роналд Реган и упадот во Капитолот, после 4 години или 3,5 години имате обид за атентат на Доналд Трамп, односно едно општество или една Америка која е драматично поделена, драматично конфликтна. Таа конфликтност Доналд Трамп ја вади на површината, ја јавнува, знаете, тоа исто како јавните тигар. Вие не знаете кога да скокнете од тигрот. Ако пред време скокнете, тигрот ќе ви изеди. Но ако останете на тигрот, не знаете каде ќе завршите. Тоа се случи во Америка и сега ќе треба да видиме во кој правец ќе одат разврските. Џо Бајден, Доналд Трамп, може би смена на Џо Бајден, излегување со некој нов кандидат. Дали Доналд Трамп ќе може да ги мобилизира неопределените гласачи, републиканците кои не го сакаат така натаму и така натаму. Така што во овие наредни 100 дена до изборите ќе има уште многу километри истрчани, за да можеме уште од сега да прогласиме кој ќе биде победник на изборите. Демократите, а веројатно и поголем дел на овие разумни американци, се плашат дека лесно може да се повтори 1968 година. Тогаш Линдон Џонсон се откажува од претседателската номинација, Боби Кенеди треба да биде кандидат на демократите, го упукуваат или го убиват во Калифорнија, заменикот претседател трча во името на демократите, поразен од Ричард Никсон и можете да претпоставите што се случува во Америка.
Или можете да прочитате, ако не сте били современици, што се случи во Америка. Watergate, па завршување на Виетнамската војна, драматични конфликти во американското општество. Нешто слично сега и демократите и разумните американци се плашат дека може да се случи во Америка. Постои одредена коинциденција дека и тогаш конвенцијата на демократите требаше се случи во Чикаго или се случи во Чикаго исто како што треба да се случи и сега, така што се плаша дека ако Џо Бајден се откажи, па Камела Харис или некој друг кандидат, може Америка да оде во некој друг правец. Односно Доналд Трамп да се врати после пауза од 4 години на чело на Соединетите американски држави. Најголемата опасност за Америка, овие разумни американци, разумни републиканци или демократи кои чесуваат од Доналд Трамп, дека може да ја милитаризира Америка. Америка е и така драматично милитантно општество. Има повеќе од 450.000 оружје, парчење оружје, дали пиштоли, дали долги цевки, кај американските граѓани. Некаде повеќе од 50-55% од американските граѓани располагаат со оружје. 60% тие што располагаат со оружје се гласачи на републиканците, 40% се гласачи на демократите. Некаде 25 милиони пушки, какви што беа користени или каква што беше користена во атентатот на Доналд Трамп, има во Соединетите американски држави. Приврзаниците на републиканците или приврзаниците на Трамп најмногу е користат автоматска пушка AR-15. И тоа е она што вие треба да го знаете за американците, за да може да направите одредена анализа што се случува или што ќе се случи во Соединетите американски држави. Тамо лесно може да биде репризирано турското сценарио. Помеѓу овие старешини, официри во американската армија кои се на средновечна возраст или кои се помлади, тамо во најголем дел има приврзаници на Доналд Трамп. Може тамо да биде репризирано искуството на Реџеп Тајип Ердоган. Турската армија, која беше бастион или бранител на секуларизмот во Турција и која правеше државни удари понеделник и петок секоја недела, во мандатот на Реџеп Тајип Ердоган беше легната на брашно. Зошто? Бидејќи тие средно стари или на средна возраст официри или помлади официри били приврзаници на партијата на Реџеп Тајип Ердоган. Кога вие имате таков уплив во младите структури на официрите и со тек на време нив ги унапредувате, ги носите на челни функции или на челни позиции во армијата, имате контрола и врз армијата и врз турскиот генералштаб, значи нешто слично може да се направи во Америка, бидејќи во оној момент кога Доналд Трамп, ако победи на изборите, дојде на чело на Америка, тој може по скратена постапка да ги напреди овие своји официри или официрите кои му се лојални, да направи промена на крвната слика на американската војска или американската армија и на тој начин да ја трампизира американската војска, американската армија. Од тоа се плашат овие структури во Америка, тогаш Америка би било едно класично милитантно друштво. Не дека сега не е, но тогаш било драматично милитаризирано општество, каде што војската ќе има една доминантна позиција, војската под контрола на Доналд Трамп. Тоа може да се случи во Америка и тоа може да го загрижи светот, знаете, бидејќи од една страна го имате Џо Бајден кој е предвидлив, го имате Барак Обама кој е предвидлив, точно може да претпоставите кој правец ќе одат нивните политики, имате не предвидлив Доналд Трамп кој не знаете што ќе направи кога ќе стане са бајле или што ќе направи пред да легне навечер. Така што не само американското општество, кој цел свет сега со нетрпение гледа што се случува во Америка и во кој правец тама ќе одат политичките разврски. Ајде за овие 4 точки на домашен терен кои се случи и кои беа клучни во овие 12 месеци, пред да одиме да проектираме што ќе се случи во Македонија во наредните 12 месеци, за да може да размислувате овие 2 месеци, дека нема да има интервју или политички анализ за вас кои сте редовни гледачи на емисијата во Центар. Гледате како крахира проектот американски црни листи. Никаде пред една година сите ние очекувавме дека преку проектот американски црни листи, не само на Балканскиот полуостров, туку и во Република Македонија, ќе се направи не политичка селекција, туку ќе се направи еден џандар збира во политичките процеси, каде што американците со помош на американските црни листи, на кои ќе завршат не само тајкуни, не само бизнисмени, туку и политичари во Република Македонија, кои се спротиставуваат или го забавуваат чекорењето на Македонија кон НАТО, Алијансата и кон Европската Унија, дека ќе може да се внеси ред во овој македонски политички неред и одеднаш последните 7 или 8 месеци ништо не се случува. Мртво море на тој план. Кочан Ѓушев на американската црна листа, Кочан Ѓушев се уште доминира на македонската политичка сцена. Предходно ке Зоран Заев, сега ке Христијан Мицкоски, Јордан Орце Камчев,
влакно не му фали. Големите банкари, големите тајкуни. Знаете, безмалку сега веќе никој не се плаши од американските црни листи. Или американските црни листи ќе бидат пуштени во историјата, во еден момент веројатно американската администрација тука и на Балканскиот полуостров веројатно се соочи со грубата реалност дека кој да биде ставен на американската црна листа, не само што не му се намалува рейтингот, туку му се зголема рейтингот, што ќе рече дека ние сме едно антиестаблишментско, антиамериканско општество и се што ќе не биде кажано од Калето или од Соединетите американски држави, ние тоа го прифаќаме како нешто наметнато и правиме обратно тоа што ни е кажано, така што проектот на американски црни листи де факто е фалименто, ќе видиме дали ќе може да му се даде вештачко дишење, да биде возобновен, да биде реинвестиран, реинтегриран, да можат американците да се вратат честа, бидејќи знаете тоа ќе се сведе на приказна со овчарчето и викањето волк, 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 и тогаш кога навистина ќе дојде волк, никој да не му помогне, никој не верува дека волкот ги нападнал овците или го нападнал него. Ево таква рулја се наоѓаат и сега американците. Љупчо Палевски Палчо, она грозоморно убиство, некаде крај на ноември, почеток на декември. Многумина смета дека тоа ќе биде капислата или бензинот на политичките процеси, политичките разврски. Ќе биде вратен Љупчо Палевски Палчо. Прво не верува дека ќе биде вратен Љупчо Палевски Палчо. Па кога беше вратен, тогаш беа анализите дека тој ќе биде искористен во политичките пресметки и одеднаш мртво мори таму. Никој ништо не говори. Не е почнато ни судењето, ни Панче Тошкевски, ни Оливер Спасовски, ни Митко Бојмецелиев. Значи никој министер за внатрешни работи ниту нешто кажа, ниту нешто направи. Знаете како сите да имат путер на главата или како никој да не сака мувата да биде на нивната кафа, сите се ишкат својата мува. 2 недолжни жртви, грозоморно убиство кое растресе македонската сцена, македонската јавност, одеднаш мртво море. Никој ништо не говори. Како сите помалку да се чувствуваат застрамени, да се чувствуваат виновни за тоа што се случи, како сите да сакаат да заборават, улогата на медиумите да ги потсетуваат луѓето, да ги потсетуваат политичарите на тоа што се случило, не само да не се случи никогаш, туку и да се соочиме со срамот. Дека сите малку, помалку или малку повеќе сме виновни за тоа што ни се случува, дека помалку или повеќе ги толерираме таквите инциденти, таквите ситуации и им аплодираме кога се блиски до политичките стојалишта кои ние ги застапуваме, кога се далеку ние им свиркаме или ги критикуваме, и тоа на крајот на денот, без разлика дали имате корис или штета од тоа, тоа треба да се стигматизира, тоа треба да се осуди, тоа треба да се забори, тоа не треба воопшто да му се дозволи веќе пристап до медиумите, дали на социјалните мрежи, дали до мејнстрим медиумите, бидејќи ако не излечеме повеќе од ова што се случи, тога сите ќе бидеме соучесници од тоа што беше направено. И четвртиот и петиот настан, иако може да се прв и втор настан, враќање или неуспешен обид за враќање Никола Груевски и тежок пораз на СДСМ на изборите, заминување на СДСМ во опозиција, која ќе трае 4-8 години, значи не може тоа да се дефинира, бидејќи СДСМ поминува се многу сериозен процес на ферментирање. Тој процес тие не направија ништо да го скратат, туку напротив да му го продолжат рокот на траење. Никола Груевски, тоа беше сериозен проект, сериозен обид, сериозна операција за враќање на Никола Груевски. И факањето живи на оние разговори во кабинетот на Стево Пендаровски, каде што присуства американската амбасадорка, евроамбасадор во Република Македонија. Меѓутоа, гледате, многу интересно дека не присуства амбасадорот на Велика Британија во Република Македонија. Иако е првиот човек на агенцијата за разузнавање и тогаш и сега се блиски до британската политика, Стево Пендаровски бил секогаш близок до британската политика, да не речам до британските тајни служби. Британскиот амбасадор не присуства на таа средба на која се разговара за враќање на Никола Груевски назад во Република Македонија. Тогаш беа правени анкети кои беа објавени во Фокус порталот и неделникот Фокус, кај што се мереше рейтингот на ВМРО ДПМН под контрола на Христан Мицкоски, ВМРО ДПМН под контрола на Никола Груевски. Дури имаше и разговори во Врховниот суд, тие се снимени разговори, каде што присуствуваше еден од вице-премиерите во владата, еден од клучните играчи во партијата ДУИ, еден од судиите кој бил поранешен министар за правда во влада на Никола Груевски, за таа средба, бидејќи смета дека се прави надвор
од ингеренцијата на Американската амбасада, дека за тоа не е информирана Американската амбасада, оди информира Американската амбасада. Се појавува македонската опозиција со обвинување дека располагат со стикчиња, располагат со стенограми, па дури со тонски и аудиозаписи од таа средба која се случува или која е организирана во кабинетот на Стојан Пендаровски. Таа средба е организирана во оној кабинет каде што се случува или каде што се одржува Советот за безбедност на Република Македонија, каде што присутните не може да располагат со мобилни телефони, тие се остават надвор, но и од така тајна и организирана средба имало наводно тонски или аудио снимки. Некој треба да одговара, бидејќи тоа во наводници де факто е државен удар во Република Македонија. Ко вие ќе ги снимате најмогните амбасадори во Република Македонија, кои присуствуваат на тајна средба во кабинетот на Стојан Пендаровски, ние можеме да говориме дали е политички коректно, дали треба да биде политички санкционирано, да има таква средба на која се разговара за враќање на Никола Груевски, но исто така, снимање на таква средба и излегување на тонски записи од таква средба во раце на опозицијата, во наводници државен удар или мек државен удар во секоја нормална држава, а ние сме земја која е членка НАТО. И како резултат на тоа, или тоа е клучниот моментум кој ги натерува странските амбасади да се повлечат од политичките разврски во Република Македонија, бидејќи еднак беше политичката разврска кога Груевски се вратеше во Република Македонија, преполовеше ВМРО-ДПМН, тогаш и резултатот на изборите ќе беше со сама поинако, ќе беше направената европска коалиција помеѓу ДУ и СДСМ и тогаш, ако таа коалиција не победеше, ќе имаше тесен пораз, не вака декласирачки пораз на изборите. СДСМ замина во опозиција. Всушност, заминувањето на СДСМ во опозиција почна тамо некаде пред локалните избори 2021 година. Зоран Заев испрати многу политичари во пензија. Петри Шилегов, бидејќи се сеќавате на негова изјава, гласањето против Петри Шилегов, значи гласање Зоран Заев да се поднесе оставка на премиерската лидерска функција во СДСМ, Димитар Ковачевски поддршката која му дава на 2 недели пред изборите на 8 мај, така што Зоран Заев испрати 2 политичари во пензија, а може би сега ќе го испрати Венко Филипче, бидејќи каде ќе пипни Зоран Заев во овој временски период, тамо треба не никнува. СДСМ замина во опозиција, Димитар Ковачевски веќе е пасе, како што сега стигнуваат информации до мене, Димитар Ковачевски дури размислува да делува како независен пратеник во парламентарните клупи, бидејќи знаете, кога вие сте лидер на една политичка партија и кога имате таков тежок пораз на изборите, и таа партија сега располага само со 14-15 своји пратеници во Македонското собрание, тогаш тешко му е на лидерот, посебно ако е наклюкан со суета, лична и од снашката, да ги прима задачите или обврските од единиот лидер, без разлика дали е Венко Филипче или некој друг, така што постојат одредени индикации дека Димитар Ковачевски размислува да делува како независен пратеник. Така што и тие кои го сакале, многу малку кои го сакале, да ги натера, да го мрзат и да го плюкат. Ајде, како почнавме од СДСМ, потоа се вратиме ВМРО, ДУИ, албанската политичка сцена Максим Димитриевски, за да можеме да направиме проспекции што ќе се случи кај клучните политички субјекти во наредните 2, 3 или 4 години. Венко Филипче победи, дојде на чело на СДСМ, од 30 јуни ќе има мандат од неко 8 или 9 месеци, после тоа на пролет, февруари, март, април ќе се направат нови избори во СДСМ и тогаш лидерот ќе добие мандат од 4 години. СДСМ сега се наоѓа во ролјата во која се наоѓаше кога на чело на партијата беше Бранко Цренковски, тоа некаде 2012-2013 година. Тогаш американски амбасадор во Република Македонија Пол Волерс, кој има мандат од 2011 до 2015 година, подоцна Джес Бейли го наследува на таа функција. Тогаш Пол Волерс на сите средби кои ги имаше со македонски политичари, македонски аналитичари, македонски новинари, кажуваше една работа дека американците нема со прст да мрднат, се доека на чело на СДСМ се наоѓа Бранко Цренковски. Дека некаква форма на шарена револуција, помош, поддршка на опозицијата, рушење Никола Груевски ќе може да очекува дури од кога Бранко Цренковски ќе се замени од челната позиција во СДСМ. Се доека е Зоран Заев или луѓе на Зоран Заев на чело или контролират кој ќе дојде на чело на СДСМ ќе му се случува Пол Волерс модел, односно дека странците, американците ниту подразно нема да размислуваат, ниту подразно нема да помагаат, за да можат да предизвикаат криза во владата на ВМРО-ДПМН
и преку шарени револуции или некакви форми на тектонски поместување во македонското општество, СДСМ или македонската опозиција да влезе во процес на можно враќање на власт. Што ќе рече дека се дека Зоран Заев тамо е и татко и мајка, тој пали, тој гаси, како Александар Чомовски кој гасеше струјата во еден телевизија, струјата во СДСМ се пали и се гаси од Вице Заев и Зоран Заев. Венко Филипче беше најдобар кандидат од сите кандидати за лидер на СДСМ, но Венко Филипче во комбинација со Зоран Заев беше најлош кандидат да дојде на чело на СДСМ. Славјанка Петровска, кој беше еден од кандидатите за лидер на СДСМ, која на 2 дена пред изборите се откажа од трката за лидер на СДСМ, имаше една помалку индикативна, сигнификантна изјава кај што вели: ние се боревме против заробената држава на Никола Груевски, на крај да имаме заробена партија на Зоран Заев. Тоа е кога вие пактирате со Зоран Заев. Одите, се договарате со Зоран Заев, Зоран Заев е пуштан из вода и подоцна плюкате по Зоран Заев. Славјанка Петровска, која е председавач на ЦЕО-то на СДСМ, имаше неколку средби со Зоран Заев. Се договараше со Зоран Заев. Од кога сите математики паднаа во вода, Филипче да биде председател, може би таа да биде заменик, генерален секретар да биде некој од учесниците во председателската трка во СДСМ, тога СДСМ стана заробена партија на Зоран Заев. Така што немојте да садите тикви со Зоран Заев. Се дека тоа се случи, знаете, има едно непишано правило. Ако сте доволно упорен и ако сте доволно тврдоглав, без разлика на бројот на порази, без разлика на бројот на години колку сте во опозиција, ако останете да бидете, ако сте упорен да останете да бидете лидер на СДСМ или на ВМРО-ДПМН за 4, 5, 7, 10 или 11 години, ќе бидете премиер во Република Македонија. Се ми се чини дека сега тоа нема да се случи, дека Мицкоски е многу опасен, туку дека странците всушност испратија жолт картон, а бидејќи овие него сватија тоа како жолт картон, многу лесно може да се случи жолтиот картон да стане црвен картон и на СДСМ тој модел Пол Ворерс да му се случи во наредните неколку години. ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски, тоа детално ќе го анализираме во вторник, 20 часот и 30 минути, меѓутоа сега неколку минути. Ниту една влада последните 10 или 15 години немала така неславен старт како владата на Христијан Мицкоски. Се посипуваат со пепел, да не речам со измет, со секој изјава, со секој потек, со секој настан. Гледате како кула од карти се срушија сите нивни стојалишта, сите нивни позиции, никога северна, секогаш Македонија. Патриотски говори, патриотско лупање во градите, ќе ја бранат Македонија до последната капка крв. Па не ја бранеа ни 2 дена. Понија делегации во Америка. Словенците и хрватите 4 до 6 члена на делегацијата, нашите 21 член. Па дури овој од Македонската радио телевизија го однесува тамо, го седна на маса до премиерот Христијан Мицкоски и до еден од овие представници на Кафетин коалицијата, поречот американски амбасадор во Република Македонија Филип Рикер. Така што као канта тропа почна медиумите да ги третираат, за тоа да не се случува, Христијан Мицкоски сега ќе почне да се заканува, ќе почне да отвара одредени афери, може би ќе апси. Знаете, неговиот мандат во овие први 30-45 дена многу помалку наликува на мандатот на Никола Груевски 2006 година и многу повеќе наликува на мандатот на Љупчо Груевски. Излезе во наводници ова афера со часовниците на Христијан Мицкоски, дека располага со часовници во некоја вредност 50-60 илјади евра, што ќе покаже дека тој не е аскет како Никола Груевски, туку сака луксус како Љупчо Ѓоргиевски. Тоа е едната работа. Втората работа е дека не ги контролира медиумите. Бидејќи вие, за да ги контролирате медиумите во Република Македонија, од една рака треба да имате шаргарепа, читај пари, читај државни владини реклами, и во друга рака стап со кој ќе ги тепате, пежоративно кажано, метафорички кажано, газдите на телевизиите, ќе ги плашите со одредени упади на УЈП, одредени упади на полицијата, одредени упади на инспекцијските структури, така што малку секс, малку бој, малку пари, малку заплашување, медиумите ви се под контрола. Под контрола ви се институциите на државата. Гледате како се вади афера против ова антикорупцијска комисија или комисија која се бори против корупцијата во Република Македонија. Во оној момент кога овие информации за часовниците на Христијан Мицкоски, за имотот на Христијан Мицкоски, за поклонетиот имот на генералниот секретар на владата Игор Јанушев излегува во македонската јавност,
Овие отворија аферата со дипломатските пасоши кои ги барале членовите на антикорупцијската комисија во Република Македонија. Така што веќе не се разговара за имотот на Енушев, не се разговара за човниците на Христо Мицкоски, туку се разговара за дипломатските пасоши на антикорупцијската комисија, која всушност требаше да истражи на кој начин и Јанушев и Мицкоски се стекнаа со имот, дали го пријавија, зошто не го пријавија, бидејќи ако Мицкоски вели дека часовниците ги стекнаа од 2015 година, како што објавија македонските медиуми, а тогаш се наоѓа на чело на електростопанство во Македонија, то не го пријава во имотниот лист, то не го пријава во имотниот лист која завршува функцијата и станува генерален секретар на ВМРО ДПМН, туку пријава 7 години подоцна, и кога тоа се отвара во македонската јавност, ве имате афера со дипломатските пасоши на членовите на антикорупцијската комисија. Сума сумарум. Христијан Мицкоски многу повеќе наликува на Лјупчо Ѓорѓевски, многу помалку на Никола Груевски. Никола Груевски имаше и менаџерски капацитет и знаеше како да ги контролира процесите. Ако Мицковски нешто не направи, а тој веќе се заканува на претходната влада, ќе истражува како бил трошен буџетот, како се трошени буџетските пари, како да немаше 100 дена во на техничка влада дополнителен заменик министер за финансии, и тој дополнителен заменик министер за финансии сега го наградија да биде прв човек или директор на управата за јавни приходи и да немаше контрола како се трошени буџетските пари, па сега од кога доаѓа на власт е констерниран, изненаден и увреđен како биле трошени буџетските пари во Република Македонија. Така што Мицкоски ако не почне брзо да апси, а јас претпоставам дека во 3 сегменти ќе се отворат судски процеси или ќе се отворат истражни операции и процеси. Првиот сегмент е делот на даноците, вториот сегмент е делот на суди и обвинители и третиот сегмент е делот на енергетиката и многу лесно може да се случи луѓето број 2 во СДСМ и во ДУИ, ако не бидат испратени на топол оброк 3 пати на ден, да бидат кандидати, да бидат испратени на топол оброк 3 пати на ден. Ајде да бидам брутално прецизен. Ова не е ни вториот ешалон на владата на Никола Груевски. Ви имате министри кои уште од сам старт се гледа дека не може да одговорат на задачите. Уште од сам старт се гледа дека бидат ко Серхио Рамос, на кој му давате да шутира пенал, тој доаѓа и шутира топката 10 метри над голот. Таму имате двајца или тројца министри или директори на одредени институции за кои однапред се гледа дека ќе може да одговорат на задачите. Александар Николовски, министр за транспорт и врски, може би Иван Стоилковиќ, иако Иван Стоилковиќ е предмет нови антируски, антисрпски хистерии кои се создаваат во Република Македонија, меѓутоа тоа се двата клучни министри кои располагаат со политички сенс да може да ги контролират, да може да ги водат процесите во Република Македонија. Коце Трајановски. Гледате, Коце Трајановски има поминато дрил на Никола Груевски и веднаш се фаќа за работа. Меѓутоа Сања Божиновска, овие други министри, министерката за финансии, Панче Тошковски, тие едноставно немаат фат да може да се справат со процесите или да се справат со работите кои им се натоварени. Затоа и многумина од нив едва и прифатија да бидат министер за внатрешни работи, министер за финансии, одбива, сака многу полагодни позиции генерален секретар на влада или вице-премиер како Фатмир Битичи, да имат ингеренции, но ништо да не подпишуват. Знаете, кога вие ќе бидете поминати низ една харанга, како што поминуваше Милен Киевски, или одредени министри во влада на Никола Груевски, кои беа протнувани низ судски процеси, оправдано или неоправдано, тогаш вие дувате и на јогурт, а не само, односно дувате на кисело млеко, а не само на зовриено млеко. Така овие министри кои веќе имат одредени сведоштва, кои имат одредени реминисценции на тоа како поминувале министрите од владата Никола Груевски, тога сваќаат две работи, дека власта не е вечна и дека секој подпис по 2, 3, 4 или 5 години, ако вие влезете во конфликт со меѓународната заедница, може да ви биде ставен на маса и може да ве односи на топол оброк 3 пати на ден. Така што ние сега се соочуваме со еден процес кој се нарекува тресење на раката, а тоа е да не подпишувате, да не располагате со пари, да не правите тендери. И оно што ги карактеризираше овие министри од родовите на ВМРО во мандат на Никола Груевски, да трошат многу пари, да трошат на мали тендери, да трошат на многу проекти. Ние во вторник анализираме како ќе бидат трошени тие пола милиарда евра или долари кои доаѓаат од Унгарија, со можност да станат 1 милиарда долари или нешто слично на милиардата на Васил Тупурковски. Сега овие министри ќе се соочат со
опасноста дека некоја идна влада за 8, 10, 12 години, во мандатот Никола Груевски се види дека ниту еден мандат, без разлика дали трае 11 години помалку или повеќе, не значи застарување на одредени направени работи, за одредени бомби, за одредени вистини за Македонија, така што стравот и тресењето на раката можеби да ја стави ова влада да биде многу попасивна во трошење на парите, во тендери, а тоа да предизвика дополнителни нервози во членството, бидејќи тоа ВМРО-ско членство е научено на пари, на тендери и на вработување. Што ќе се случи со Максим Димитриевски и што ќе се случи во албанскиот владин блок? Коалицијата Вреди или коалицијата Влен. Максим Димитриевски излезе, даде две категорични изјави, се закани дека во влада која поддржува неговата партија не можат албанците да се однесат така како што се однесува во владата на СДСМ или како што се однесуваше Артем Груби и партијата ДУИ. Му удрија две заушки и Максим Димитриевски веќе нема ни глас, нема ни ништо. Како оние телевизори на ЕИ Ниш од пред 40 или пред 50 години, кои почнувате да ги гледате, почнуваат да работат и одедна снемуваат слика, снемуваат тон, вие мора да дојдете да врзите два шамари, така се поправаат телевизорите во времето на СФР Југославија. Во таква нека улога сега се наоѓа Максим Димитриевски. Се закани дека ќе напушти владата, ако и понатаму министрите од албанските партии се однесуваат како што се однесува се дои во влада на СДСМ. Овие се однесуваат уште полошо. Дури Изет Меджити прави одредена координација и на таа координација присуствуваат само министрите од коалицијата Вреди. Се заканува Максим Димитриевски и тоа негово заканување се сведува на ќорфишек, и ако уште еднаш или два пати така се закани и ништо не биде прифатено и реализирано, излез Изет Меджити или Арвен Таравари, му врза две заушки, тогаш ништо од Максим Димитриевски. Така што неговата роља и позиција дека е на подеднакво растојање од СДСМ и ВМРО-ДПМН, дека излегол од СДСМ бидејќи не сакал да го прифати понижувањето или да го прифати предавството на СДСМ, француски предлог, бугарски предлог и така натаму и така натаму, тоа што го прават албанците во Република Македонија. Ако прифати некакви такви француски предлози или однесување на албанците во влада на Христијан Мицкоски, толку ќе биде од Максим Димитриевски. Во албанскиот политички кампус, гледате како на мала врата би се случува лидерска рокада, лидерска смена. Ако до пред 1 или 2 месеци, до председателските избори, парламентарните избори во Република Македонија, лидер на коалицијата Вреди беше Арбен Таравари, сега полека станува Изет Меджити. Нестабилниот Арбен Таравари полека ќе биде трган на страна, Изет Меджити ќе ги зима конците во своји раце. За таа политичка структура да биде стабилен владин партнер, таа мора да прерасни од албанска коалиција, Врен или Вледи, во еден единствен албански политички субјект. Тогаш тој политички субјект има контрола на теренот и може да биде стабилен партнер на Христијан Мицкоски и на ВМРО-ДПМН. Тој политички субјект го чекат локални избори во Република Македонија. Без гласовите на ВМРО-ДПМН не може да победи ниту во Чаир, ниту во Тетово, ниту во Струга, ниту во Гостивар. Некаде 10 дена пред формирањето на владата, тоа го објавивме во овие емисии за мембари, има тајни преговори помеѓу ВМРО-ДПМН и ДУИ преку Мендух Тачи. Тогаш ДУИ и Али Ахмете преку Мендух Тачи му испраќаат понуда на Христијан Мицкоски, ако планира да им даде на Вреди 6 министерски места, ДУИ се согласува со 5 министерски места и не бара да има председател на македонскиот парламент како што сега Африм Гаши и како што до пред 2 или 3 месеци беше Талат Джафери. Па дури преговара со ВМРО-ДПМН кој да биде градоначалник на Струга и кој да биде градоначалник на Кичево. Имаше пресконференција на представник на коалицијата Вреди и тие работи кои ги кажавме во она анализа за мембарите или тие кои користат опцијата мембаршип канал Васко Ефтов беше потврден од пресконференција на коалицијата Вреди. Така што Изет Меджити ќе се промовира во лидер на таа коалиција, беше заедно со Христијан Мицкоски на средба со Зеленски во Лондон, така што тие процеси тамо ќе бидат канализирани. Колку ќе трае таа коалиција, во најголем дел ќе зависи од резултатот на локалните избори. Бидејќи лош резултат на локалните избори ќе растури како меру сапуница таа коалиција и таа коалиција ќе може да му толерира на Христијан Мицкоски да не го прифаќа францускиот предлог или да прави некакви Г6 варијанти на министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски да го прифатат францускиот предлог, но со одложена употреба на францускиот предлог и тоа се ќе трае до локалните избори. Ако има лош резултат на локалните избори, тогаш таа коалиција нема да има голем или долг век на траење. Сума сумарум, во СДСМ се ќе од два процеси,
Зоран Заев и Радмила Шекеринска ќе сака да му наметнат на Венко Филипче одредени свои кадровски решенија, Митко Тречуловски да биде можен генерален секретар, Санела Шкрил да биде заменик на Венко Филипче во СДСМ, едниот кадар на Зоран Заев, вториот кадар на Радмила Шекеринска. Христијан Мицкоски, ако нешто брзо не направи, да посее страв во македонската јавност, тогаш ќе почне да наликува на Лјупчо Ѓорѓевски, се повеќе медиумите ќе се охрабруваат, ќе го напаѓаат, медиумите, социјалните мрежи, така што ќе мора да атакува на 3 сегменти: обвинители, суди, даноци и енергетика, и таму очекувам клучни играчи од СДСМ и од ДУИ да бидат кандидати за топол оброк 3 пати на ден. Во албанскиот политички кампус ви рековме што ќе се случува, Али Ахмети не смеете да го подценувате, не смеете да го прежалувате. Тој е мачка со 7 животи, ќе видиме која форма на преживување сега ќе употреби или ќе искористи. Ако му бидат ослободени или ако му бидат расчистени Артан, Груби, целата таа екипа, тогаш Христијан Мицкоски, сакајќи или не сакајќи, ќе му помогне на Али Ахмети да расчисти во неговата партија и преку некакви процеси на опозиционерство за 1 или 2 години можеби повторно се врати на власт во Република Македонија. И останува енигмата македонската олигархија, Бранко Царенковски, иако секош постои знак нееднаквост помеѓу македонската олигархија и Бранко Царенковски, ова пола милиарда или 1 милиарда од Виктор Орбан може да представува сериозна закана за македонската олигархија. Тоа треба да го гледате во вторник 20 часот и 30 минути и ќе видиме како ќе се однесува Бранко Царенковски. Бранко Царенковски не сакаше партијата на Максим Димитриевски бе дел на владената коалиција, бидејќи на тој начин многу полесно партијата на Максим Димитриевски знам ќе ја засенеше партијата СДСМ на Зоран Заев, и тоа ќе биде пресметката на Бранко Царенковски и Зоран Заев за превласт во левицата. Бранко Царенковски кој инвестираше во доаѓање на Христијан Мицкоски на чело или да биде премиер на македонската влада, сега веројатно не гледа премногу стрекно на однесувањето на албанските коалициони партнери на Христијан Мицкоски во однос на Максим Димитриевски, доби 2 министерски места, меѓутоа влезе на задна врата во таа влада на Христијан Мицкоски. Така што во конфликтот или во соработката на овие структури, ние ќе можеме да знаеме колку ќе трае владата, ова или некои следни влади на Христијан Мицкоски. Ова е последна емисија за ова 2023-2024 година, ќе правиме 2 месеци пауза, повторно се гледаме на 15 септември или на 22 септември оваа година, но за да можеме да се дружиме, станете мембари, 150 денари и ќе можете да гледате цело лето вонредни политички анализи. До вторник 20 часот и 30 минути или до 15 септември оваа година, пријатна вечер Македонија, каде да си.